Регионални вести за 23 август. Руралните полошки општини веќе не се препознатливи по чистата животна средина и зеленилото. Во сите општини може да се сретнат повеќе диви депонии. Општините велат дека без помош од централната власт немоќни се сами да го менаџираат сметот. И руралните полошки општини започнаа да се трупаат во смет. Дива депонија има меѓу селата Доброшти и Теарце. Планини од отпад се таложат кај Радиовци Жеровјане, а во последно време мини диви депонии никнуваат и во општина Врапчиште. Мештаните велат дека им е нарушено здравието поради депониите кои најчесто се палат. Бараат надлежните да преземат мерки за организиран транспорт и депонирање на сметот. Каде ги бацат ови џубришта, тоа беше најболе и најплодоносни земјиште овде кај нас. Сега тоа е најзагадено место, најпрлавие, најопаснije. Ситуација е катастрофа. Не може да се живи. Ја мало што сум видио, сум земал еден извод овде. Прлавштина многу таму. Зашто е градоначалник? Треба тој да преземе нешто. Градоначалниците од полошките рурални општини велат дека се немокни само со своји средства да го менаџираат сметот. Градоначалникот на општина Врапчиште Исен Шабани рече дека се во контакт и бараат помош од Министерството за животна средина за трајно решение на проблемот со дивите депонии. Моментално дивли депонии имаме и исто бараме поддршка од Министерството да помагат на таа проект, да направиме дислокација. Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дурако ја посети општина Врапчиште, каде меѓу другото со општинската власт разговарале за проблемот со депониите. Како неговото министерство ќе помогне околу менаџирањето на сметот во полошките општини, Дурако не сакаше да ни каже. Тој одби да збори на македонски јазик, откако даде изјава за медиумите на албански јазик околу можните решенија за дивите депонии. Не упати изјави и превод да земеме од колегите. Министре за изјава, министре. Земите преведиве, молам. Ама не можеме да преведеме на македонски треба? Амбасадори, Дурако за медиумите на албански јазик рекол дека Министерството давало финансиска помош за решавање на проблемот со комуналниот отпад, но таа не била доволна. Во иднина ќе се одвојат поголеми средства и ќе сториме се за почиста животна средина во руралните општини, посочил министерот. Тој денеска ги посети селата Неготин и Добри Дол во општина Врапчиште, од каде вети финансиска помош за изградба на водовод и канализација. Имавме sastanak со министерот, значи се разговаравме за проектот, што имаме канализација во село Добри Дол, значи дел од проектот. И проектот свескупно е 12 милиони денари, значи ние имаме поддршка од министерството, колку пола од проектот, значи поддршка од министерството 6 милиони и имаме и друг проект исто во село Неготино, водоводот. Водоводот е 17 милиони денари. Имаме исто поддршка од министерство околу 5 милиони денари тука. Претходно заедно со градоначалникот на Врапчиште се поклонија пред споменикот на Насер Адеми во село Неготино, припадник на УЧК загинат во војниот конфликт во 2001 година. 58 годишен државјанин на Хрватска починал додека бил во група планинари на кораб на местото викано Кобилино поле. На телото на починатиот ќе се врши обдукција. Планинарењето на кораб завршило кобно за хрватски државјанин, кој на планината бил заедно со група планинари од Хрватска. Според информациите од полицијата, вчера околу 18 часот и 20 минути, во Центарот за информации и команда Тетово било пријавено дека на местото викано Кобилино поле, во атарот на Мавро Вијанови, има планинари од планинарско друштво од Сплит, Хрватска. На еден од нив, 58 годишен со иницијали ПП од Сплит, му се влошила здравствената состојба и била побарана помош. Местото каде што планинарот се онесвестил било на непристапен терен со возило, поради што бил повикан хеликоптер на МВР. Со хеликоптерот лицето било донесено во градската општа болница 8 септември во Скопје, каде од страна на лекар била констатирана смрт. По наредба најавен обвинител на телото на починатиот ќе биде извршена обдукција, а во текот на денешниот ден се врши и увид на местото на настанот. 35 годишен тетовец завршил во болница по сообраќајна незгода. Од полицијата информираат и за бројот и видот на прекршоци кои ги направиле возачите изминатиот месец. Сообраќајна незгода се случила вчера напладне на булеварот Илинденска во Тетово.
Во неа учествувале патничко возило Даеву Матис со тетовски регистерски таблици, управувано од 57 годишникот Тетово, и мопед Томос исто така со тетовски таблици, што го управувал 35 годишен тетовец. Со истото возило повредениот возач на мопедот пренесене во Тетовската клиничка болница и задржан за натамошна обсервација. Се утврдува причината за незгодата, околностите и се друго, информираат од СВР Тетово. Во 14 акцијски контроли пак и секојдневните тековни активности, реализирани минатиот месец на поширокото тетовско подрачје, вкупно откриени се 1826 најразлични видови сообраќајни прекршоци. Поради констатирани прекршоци во овој период од сообраќај биле исклучени 75 возила, најмногу со истечена регистрација 73, како и 223 возачи, од кои 98 управувале без положен возачки испит, а исто толку возачи почетници, кои не се придржувале на законските ограничувања предвидени за оваа категорија возачи, односно учесници во сообраќајот. Покрај нив, 8 возачи се исклучени поради несоодветна категорија и 4 со важичка забрана за управување. Јулските прекршоци на тетовските простори биле заокружени, односно санкционирани со 630 прекршочни, 963 мандатни платни налози, со 224 писмени предупредувања и со 182 времено одземени возачки и 38 сообраќајни дозволи. Од СВР Тетово информираат и дека во периодот за кој станува збор, претежно поради непрописно погрешно паркирање, санкционирани и со специјално пајак возило подигнати се 149 возила, практика која со несмален интензитет продолжува и овој месец. Полицијата бележи пријава за кражба во црквата Свети Атанаси во Радиовце, ноќта помеѓу вторникот и средата. Одземени се 1000 денари од фиока во внатрешноста, откако претходно искршено стакло од влезната врата. На пресконференција владиниот портпарол Миле Бошњаковски истакна дека владата за кампања за референдумот ќе потроши 400.000 денари, за собранието 80 милиони денари. Одлука со која го задолжи Министерството за финансии да подготви предлог одлука за обезбедување на 80 милиони денари од тековната буџетска резерва, кои ќе бидат ставени на располагање за спроведување на кампања врз основа на одобрен план на Собранието на Република Македонија како овластен предлагач на референдумот. Овие средства се ставени на располагање на Собранието, односно на политичките субјекти, на пратениците, на пратеничките групи, на евентуалните коалиции кои што би се создале, кои што ќе можат да ги искористат овие средства за медиумски закуп во сите медиуми кои поднеле ценовник до Државната изборна комисија. Од септември годинава платите на здравствените работници ќе бидат зголемени за 5%, соопшти денеска министерот за здравство Венко Филипче. Платите на здравствените работници ќе бидат зголемени за 5%. Зголемувањето ќе започне да се применува со исплатата на септемвриската плата, и тоа значи реализација на уште една точка од програмата за работа на оваа влада на Република Македонија. Со подпишувањето на оваа спогодба од страна на Министерството за здравство и самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија ќе се зголеми основицата за пресметување на плата за вработените во ЈЗУ-та од 12.654 на 13.286 денари, што е зголемување од 5%. Потребните средства за зголемување на изнесот на најниската плата изнесуваат 469.935.384 денари на годишно ниво, а на месечно 39.161.282 денари за 19.123 здравствени работници во јавните установи.
Нема одложување на либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Од 1 јануари следната година и домаќинствата слободно ќе можат да избираат од кого ќе се снабдуваат со електрична енергија. Ќе имаат избор да останат кај универзалниот снабдувач, зашто постапката за избор треба да почне во септември, или да изберат кај трговците кои имаат лиценца за тоа, а во моментов се 20-тина. На регуларниот пазар остануваат истите услови за снабдување со електрична енергија како и досега, со задржување на ефтината тарифа. Очекување се дека АДЛМ Скопје ќе биде најголем добавувач на универзалниот снабдувач, така да очекувам дека од аспект на цени на регулираниот пазар не се очекуваат некои промени, а и очекувам дека и нормално е, имајќи во предвид постоечката цена на елем и цените на пазарот на електрична енергија што се во овој момент во Република Македонија, за домаќинствата би било поповолно во овој момент, со овие услови кои ги имаме сега, да останат на регулираниот пазар. Тарифниот систем си останува концептот на ефтина тарифа како што е до сега за домаќинствата, нема никаква промена. Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник на општина Карпош, Стефчо Јакимовски, и уште 4 лица од општината, поради злоупотреба на службената положба и овластување. Како што се наведува во соопштението на финансиската полиција, подпишано од директорот Арафт Муареми, наместо да спречува дивоградби, градоначалникот дозволил објектот на општина Карпош, каде што е сместена општинската администрација, да се изгради без одобрение за градба и без соодветна архитектонско-урбанистичка документација. Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка организира летна школа за српски јазик и култура. Истата ќе се одржи следната недела на Попова шапка, а е наменета за деца со српско потекло. Од 27 август до 1 септември на Попова шапка, односно во хотелот Славија, ќе се одржи летна школа за српски јазик и култура, која Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово ја организира во рамките на своите редовни активности. Во неа ќе учествуваат ученици од 6 до 9 одделение од Тетово и околните населени места, каде што живеат припадници на српската заедница, а кои немаат друга можност да се запознаат со јазикот и културата на нивните предци. Тоа се деца од мешани бракови или припаѓаат на српската заедница по потекло. Покрај изучување на српскиот јазик, учениците ќе се запознаат и со значајните датуми, настани и личности од српската книжевност, историја, култура и уметност. Предавачи се професори од српска националност кои што живеат и работат во Македонија. Наставата ќе заврши во сабота на 1 септември во 11 часот со приредба и доделување благодарници. Организаторите велат дека целта на проектот е негување и употреба на српскиот јазик и представување на српската уметност и култура во Република Македонија. Станува збор за проект кој е одобрен на конкурсот на Управата за соработка со диаспората и србите во регионот при Министерството за надворешни работи на Република Србија. Проектот е поддржан од страна на Амбасадата на Република Србија во Република Македонија. До крајот на годината, Сдруженијето на Срби и македонци куд Бранко Чајка ќе реализира уште 2 проекти кои се однесуваат на негувањето на српскиот јазик. Тоа се проектите Пишуваме и создаваме на српски јазик, поддржан од страна на Министерството за култура и информирање на Република Србија, и проектот Најубави се школските денови, кој е поддржан со средства од Министерството за култура на Република Македонија. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од источен и југоисточен правец. Утринските температури се движе од 15 до 24, а дневните од 27 до 33 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. И утре не очекува слично време,
Сончево со мала до умерена локална облачност. Утринските температури ќе се движат од 15 до 24, а дневните од 27 до 33 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8. Вестите ги завршуваме. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.